Здраво Македонијо! Брз петочен преглед на некои поинтересни настани изјави од неделата која помина зад нас. Во земјата на чудата, ништо ново. Да не го прашам за оставка, пошто постојано повикуваат од ВМРО-ДПМН, дали останувате дефинитивно начело на СДСМ? Добро, интересно е што такви повици стигнуваат од ВМРО-ДПМН, чишто председател претходно 7 години претрпи некакви изборни порази во еден или друг формат. Во 2019 година на председателските избори СДСМ и ДУИ заедно едва ја победија Силјано Скадавкова и ВМРО во првиот круг. Едвај! 2020 година на парламентарните СДСМ и БЕСА заедно имаат 2 пратеника повеќе од ВМРО-ДПМН. Се друго беше дробење на ситно на СДСМ. Да го споредиш најлошиот резултат во историјата на СДС со овие тесни порази на ВМРО е чупевизам, чуече. Па Имер Селмани во 2009 година на председателски избори имаше 20-30 гласа повеќе од СДСМ денес. А имаше Имер тогаш уште двајца против кандидати албанци од Македонија во првиот круг на тие избори. Ама окей, вие си знаете. Не знам зашто тие се занимаваат со СДСМ. ВМРО-ДПМН треба се занимава со ВМРО-ДПМН, пред се со проблемите на граѓаните, кои што силно им тежат. На грбот не се ни обидуваат да ги решат. Еве и во јавноста излегуваат некои повици и од наши членови, дури мислам дека се инструирани од ВМРО-ДПМН. Лошо е кога ќе започне паранојата да те работи. Сите сега ќе се инструирани од ВМРО-ДПМН. Еве и во јавноста излегуваат некои повици и од наши членови, дури мислам дека се инструирани од ВМРО-ДПМН за одговорност или за некакви наводни договарања со ВМРО-ДПМН. Дозволите ми да искористам можноста да го искоментирам и тој момент, имено. Дозволете и јас да го искоментирам овој момент. Од ВМРО-ДПМН биле инструирани членови на СДСМ да кажат дека Филипче имал таен договор со ВМРО-ДПМН. Зошто? Затоа што ВМРО запнало да го менува Филипче, бидејќи тој е толку силен што не им одговара, бидејќи ќе го препороди СДСМ. Мислам, чуече. Имено дел од нашите партиски другари претрпеа пораз на општинско ниво, нив им беше дадена довербата да ги водат општинските организации, да бидат кандидати и направија најлош резултат до сега во тие општини. И сметам дека немаат морално право тоа да го барат. Но ти имаш затоа морално право да кажуваш кои општински постигнале лоши резултати, иако ти си ги бирал председателите на тие општински организации. Но, повторно, јас сум спремен да дебатирам за било која тема и со нив. Во однос на некаков скриен договор со ВМРО-ДПМН или тоа дека ние немаме доволно силна опозицијска реторика во изминатиот период. Чуече, па јавно се препукуваат председател на партија и председатели на општински комитети, одбори, како и да се викаат. Вторите велат дека првиот имал таен договор со ВМРО. Како би го спровел тајниот договор ако не преку нив? Првиот пак вели, спремен сум да дебатирам со нив дали имав таен договор со ВМРО и дали опозицијската реторика беше доволно силна, а вторите, односно председателите на комитети, како да не можеле да ја засилат опозицијската реторика доколку одлучеле така. Мислам, чуече хаос. Абе, Фрчко, слушајте го, луѓе, тој ќе ве спаси. Сметам дека тоа што ВМРО-ДПМН изгуби 140.000 гласови за година и пол, а тоа е третина од гласовите што ги добија пред година и пол, е заслуга во еден дел и на нашата опозицијска реторика. Ние сме тие и бевме тие кои што ги разобличуваа нивните лаги, нивната лажна реторика, нивниот лажен патриотизам. Ако ова беа ораторски вечери, вие ќе победевте според Кажаново. Ама беа локални избори на кои вие освоивте 6, а тие 55 градоначалници. Но сепак, вие сте успеале да постигнете нешто значајно. Докторски кажано, операцијата беше успешна, пациентот пупунец. И ќе продолжиме така силно опозицијски уште позасилено да работиме во следниот период. И сега многу јасно да демантирам дека има било каков скриен, таен, полутаен договор за било што со ВМРО-ДПМН. Абе, подобро кажи, имаше таен договор, имаше. Ние да им скинеме 140.000 гласа, за да не се толку силни, а за сметка на тоа, ние требаше само да им дозволиме да победат во некои 55 општини. Звучи разумно. Не може да има договор што со луѓе кои што прашуваат колку чинат животите на децата укочени. Не може да има договор со луѓе кои што кажуваат дека сега не е време за реформи, туку било време на војни. А уколку во длабокото си отишол батулец,
Пак со некрофилиите на Зоке, само ти терај. Тоа е политика која докажано носи резултат. Мало сутра. Уште подобар резултат ќе ти донесе од овој кој го направи сега. Не може да има договор со луѓе кои што остаја државата на периферија на Европа, додека Албанија и Црна Гора за година или две ќе станат земји членки на Европска унија. Тоа е точно, но ако не го кажуваш ти, туку ако го каже народот, кој пак одлучил дека не може да има договор со луѓе кои ја заглавија Македонија, а тие луѓе кои ја заглавија ќе ги најдеш ако погледнеш во огледало и веројатно на листата на повици во мобилниот телефон. Затоа и бројките се такви какви што се на изборите. Не може да има договор и нема да има договор со такви луѓе. Еј, Гарант која го пишувал и го вежбал ова си рекол: Венко беко, Мартин Лутер Кинг си, свака част. Многу моќен одговор кој ќе ги промени работите на подобро. И утре пак ќе го слушнете. А ајде да направиме договор со владата за да го смениме уставот според бугарските нарачки. Смех, мале. Не може да си дозволи претседателката на државата, која што пред само година и пол доби пола милион гласови, да каже ова не е време на реформи, сега е време на војни. Не може да си го дозволи тоа. Само неколку дена од како Никола Груевски од Будимпешта пишува пост како било ова време на војни во Европа. Се повеќе ќе станува јасно дека ВМРО ДПМН го контролира Никола Груевски од Будимпешта. И они се само извршители на неговите политики и ништо друго. И ова е веројатно најако. А Груевски од Будимпешта ја контролирал Гордана Силјановска-Давкова и се повеќе тоа ќе станувало јасно. Добро, во очекување на снимките од Груевски и Силјановска-Давкова на јахта или на концерт на Харис Джиновиќ, тука мора да ставиме пауза на ова моќно излагање. Ко за петок доволно е. Не заслужуваме уште поголема доза на глупости. Одиме на разговорот во студио. Вечерва со фантастичниот пирински војвода, гуру за историја и од неодамна надворешен член на МАНУ, нашиот Стојко Стојков и неговите прекрасни историски лекции темелени на факти, логика и докази. Ке биде интересно, луѓе, ви ветувам. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу продолжува со разговорот во студио. Како што ви најавив и на моje огромно задоволство, бидејќи минатиот пат дојдовме до најакото и прекинавме, вечерва повторно со нас е уште една нова титула има од денес покрај пиринскиот војвода, покрај професор доктор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Тоа е надворешен член на Македонската академија на науки и уметности. Стојко Стојков, добро вечер, добре дојде и честитам уште еднаш. Добро најдов, благодарам многу. Тоа е голема чест за мене, голема. И не само за мене, мислам дека тоа е така и за македонците во Пиринска Македонија, бидејќи и ние сме еден традиционален дел од оваа академија. Пред мене Георги Попатанасов, Иван Катарџиев и други исто така биле. И за мене е голема гордост и радост да бидам член во академијата и тоа е големо задолжение. Како треба уште повеќе сега да се работи. Не се сомневам дека во делот со работата дека ќе си ги надминеш и собствените очекувања, бидејќи си исклучително вреден, посветен и брилијантен во нешто го правиш, но и си многу скромен, така да нека останат епитетите јас да ги кажувам, а луѓето кои што ги следат овие наши дружби и твојата работа генерално знаат за што се работи. Јас едва чекам да го слушнам, да го доживеам вечерашниот час по македонска и балканска историја, така да слободно воведине докаде дојдовме минатиот пат на кратко и со што продолжуваме денес. Минатиот пат прво решив да продолжам ова продолжение, да го направам, бидејќи сега јас сум со две продолженија. Така е, да, паралелно тоа е терам. збунувачки, бидејќи другата е основната. Ова не планирав да постои, беше на твоја молба да објасним така некои е. работи, ама се продолжи работава, беше пократка емисијата. Тоа беше контекст да дадеме за гледачите, минатиот пат тоа не го спомнав. Летоска забележав некои написи или мислам по некои подкасти, таму некои тези се расфрла нашите добри соседи и комшии и те замолив некои од тие митови кои што тие си ги имаат како позиции во кои што тие сметаат дека ете докажуваат упорно дека ние сме един народ, сшти народ и така натака и така натака. Те замолив да ги објаснуваме, бидејќи нели тоа се прави со докази и со факти аргументирано.
ти се согласи и минатиот пат почнавме со тоа да работиме и вечерва тука ќе продолжиме. Токму тоа направивме минатиот пат, бидејќи иако јас не се бавам толку со модерна историја, јас сум специјалист по среден век, но ги истражувам поимите и нивната употреба, а во случајот беше во прашање поимот бугари, болгари и така натаму, и тоа беше интересно да се покаже каква смисла имал во различни периоди и како се користел. И минатиот пат видовме дека всушност имаме три употреби, ниту една не е етничка. Едната беше милетскиот начин на употреба, кој што е секој кој што е парохијанин на црква, кој што во својата титула има бугарска, е булгар милет, како што секој кој што е под Цариградска патриаршија е рум милет. На тој начин имаме бугари во наводници во Босна во еден период. Другиот начин беше потребата во Македонија во едноставна смисла на селанец земјоделец, без разлика на народност. Тоа е соционим, без може и од друга вера, дури турците го ги нарекувале така, тоа го видовме. Тоа е всушност најмасовната употреба и нема никакво етничко значење. А другото беше елитно значење во црковните кругови, кој што е под влијание од, да речеме, грчка страна и таму се користи како почесто како болгари, руска варијанта, за означување генерално на словенскиот јазик и словенските народи, генерално и црковно-словенскиот и старословенскиот јазик. И затоа видовме дека имаме некои го третираат чешкиот јазик како нели бугарски, гледавме како бугарски јазик се учи од српски буквари и како всушност го нарекуваат бугарски црковно-словенскиот, кој што е руска варијанта на старословенскиот. Воопшто тоа е една генерална употреба која што доаѓа од грчкиот, каде што вулгаро, значи во еден период словени, словенски јазик, вулгарико, глоса и така натаму. И тоа нешто се развива и се наметнува, нема ниту едно место со идеја дека тоа е некаков посебен специфичен народ кој што живее само овде и кој што е различен со свој различен јазик од другите јазици. И таа употреба, тие различни смисли кои што се значења, всушност се злоупотребуваат денеска со заден датум за да создадат некој континуитет и некоја представа дека тука секој пат имало некој бугарски народ, кога не е така всушност. И во Шумадија и во Босна. И во Шумадија и во Босна, во Косово. Од друга страна па на територија на Бугарија имало луѓе кои што се нарекувале грци. Да, елини, грци, и тоа многу од нив. И всушност првите преродбенци кои што ќе започнат во Бугарија се сметале себе си за елини или за грци. Тие после ќе се превратат под влијание на практично на руската пропаганда. Тоа ќе има пресуден ефект во 30-тите години на 19-тиот век и ќе е поврзано со новата руска политика на Балканот. Ама да не одиме толку надалеко. Тамам. Овој пат ќе продолжиме, но не баш кај што запревме, бидејќи ние стигнахме баш кај што се превратуваат работите. Меѓутоа ќе се вратиме малце назад од еден подруг аспект да погледнеме на работите и тоа ќе биде да се погледне како доаѓа, кога доаѓа, каде ова ново сваќање на поимот бугари, кој стои за тоа, кој го помага тоа нешто и до каква степен тоа е расширено. Бидејќи имаме еден генерален проблем кога се истражува преродба и преродбенски процеси, заради начинот на кој што пишувале самите преродбенци, кои што својата дејност ја гледат. Нормално тие пишуваат за својата дејност, така што тоа е се за кое што пишуваат. Меѓутоа, тоа создава впечаток дека она што тие го правиле било најважното нешто и дека тоа целиот народ со тоа се бавил. Меѓутоа, реалноста не е баш така. Воопшто не е така. Во 99% од случаите луѓето дури не ја забележувале нивната дејност. Многу пати имаме случаи се отвори училиште, ново, нели, еве словенско, бугарско или друго, каде во една соба, во еден ан, во една племна штала се отвори и воопшто работи кои што никој не ги забележал за своето време, но за нив биле важни како движење. Но сепак тоа не е некоја доминанта, тоа се маргинални движења, додека замешувањето на големи фактори не го менува тоа. Дипломатски создавање на нови цркви, и поврзано со тоа нова администрација, нови позиции, нови училишта отварање, нови учителски места и така натаму. Сето тоа создава веќе една сосема друга перспектива и тоа станува важно со времето. Но без тоа било практично маргинално, било како некое хоби, како некој интересно занимање, како сега на крајот на Скопје во некое мало сопче, 5 души да отворат некој клуб за не знам си што и да се изборуваат таму. Или еве некај пример со клубот Ванчо Михајлов во Битола, Цар Борис во Охрид. Да, ако не е бугарската држава да придаде значење на тие клубови, тие културното нивно влијание може многу лесно да се израчуна и тоа е нула. Немаат никакво влијание. Нешто слично имаме и во тие случаи, да. Океј, спремни сме да ќе почнеме малце чудно кога ќе почнеме, бидејќи многу оддалеку ќе почнеме. Тоа за да дадеме еден контекст на еден документ со кој што ќе завршиме ова за бугари. Ако една работа сум сигурен со тебе, тоа дека дури и некогаш во тек на емисија да не знам која ти е идејата, накрај сето тоа совршено се заокружува во една целина. Така да ќе почнеме со читање од книгата Табу,
кој што ќе излезе, еден документ кој што се Од однесува вториот том на Табу, Да, од твојата вториот том книга на за Табу. репресираните македонци во Ќе читаме за Пиринскиот дел. 1963 година. Веднаш од како се сменила политиката, веќе не ги признаваат македонците, но се уште никој не знае. Тоа е таен пленум во март месец 63 година и веќе во следните месеци се случуваат први репресии на таа основа. Се уште луѓето немаат идеја дека се сменило, не се кријат, уште се храбри и наеднаш почнува да ги прочитаме тоа да видиме каква е била атмосферата и тоа ќе не воведе во следниот документ кој што Океј, одиме. Да. Град Сандански 1963 година, пролет, непосредно после тајната одлука на Тодор Живков дека нема македонци, односно онаа позната фраза македонци няма и не може Не да може има. да има. Во пролета на 1963 година, тие, односно властите, организираат другарски суд во читалиштето на градот. Има записи за ова во Благоевград. Над Тевилов, еден даскал, Перуков, учител во Цапарево, и Крстилци, Наско, Георги Груев и многу други лица на кои им ги заборавив имињата. Неколку недели пред тоа беше задржан во ДБ, Државна безбедност, не даваа да имаме контакти и не даваа информации. Му предложија на син му, на Тевилов, да се откаже од татко си. При секое задржување има ќотек. Главен виновен на тој суд беше Тевилов. Обвинението му беше за контрареволуционерна дејност и промакедонски чувства. Јас не влегував натре, а го предаваа по радио точката, го пренесува и се слушаше на сите звучници во градот. Пуштале на звучници во градот како го Значи, тепаат. што е идејата? Се прави другарски суд во наводници, за да помогнат на еден другар да разбере колку е во грешка. Да свати колку е во грешка. И тоа се прави во читалиштето во Сандански, тоа е голема зграда, таму се одржуваат театри и Го други. превоспитуваат. Го превоспитува и таму излегуваат сума луѓе кои што да му објаснат колку е тој во грешка и зошто е во грешка другарски да го карат, ама малку им е тоа што го прават во голема сала. Не треба преку радио точка да сите луѓе во градот да слушат како овие учители на кои што тие луѓето нели им верувале и имале почит, всушност се уништувани како интелектуалци, како луѓе и смејувани за тоа што се чувствуваат македонци. Ова е сведоштво од некој негов Да, современик. тоа е еден многу познат. близок на Тевилов, всушност тоа го раскажува родни на него. Добро. Тоа беше еден циркус. Имаше долги дебати од народни обвинители и општествено порекнување. Целта беше да се покаже дека луѓето кои беа промакедонски настроени, немаат идеи, немаат мисла. Се што може да си помисли човек, а е негативно. Причина за приведувањето беше обвинението дека формирале група за вршење контрареволуционерна активност, како ширење гласини меѓу населението и дека се лошо настроени против народната власт. А групата се состанувала, разговарале за прашања, можеби како да се спротистават, ги коментирале прашањата за Македонија. Дали се македонци или не се македонци, зошто долги години сите бевме македонци овде, знаете дека имаше наставници по македонски јазик. И на тој начин, на јазикот на државната безбедност, тие се филтрирани како особено опасна група, која привлече многу луѓе на број и бидејќи не можат да најдат докази за извршена дејност, ги обвинуваат зборувајќи непријатни работи. Ги судат за зборови, надуени, зголемени, украсени од партиски активисти до приказна за непријателска и подготвена група за убивање. А тие дури и му немаа врзано шлаканица некому. Тевилов беше долго време задржан пред судот. Потоа го отпуштија од работа, казнет беше со јавна цензура и тој мораше да се регистрира во милицијата, да вети дека нема да зборува против власта, дека ќе си земе сериозна забелешка и така натаму. Тоа е уништување на карактерот на луѓето. Треба сите да сфатат дека овие луѓе се многу глупави. Типично комунистички Типично методи, комунистички ги имало методи, и во Македонија, Да, и во Кина особено да ги знаеме. и во независна Македонија денес ги имало и пред неколку години и се уште ги... Разликата е што луѓето не можеле да одговорат таму. Никој не смееш да одговориш, никој не може да излезе во твоја заштита затоа што и него ќе го уништат заради тоа. И сега тоа е атмосферата во која што се случуваат сите овие работи. Гледаме колку било страшно нели тоа време, колку напред отиде национализмот. Веќе Пиринска Македонија во Бугарија за тоа време 50 години, а со следниот документ ќе види веќе 60 години. Турско одамна е минато, би очекувале дека свеста се сменила, дека сите мислат национално, нели? Но што ќе видиме сега, ќе биде нешто интересно во следниот документ. Што значи бугари и грци во Пиринска Македонија дури и во 1972 година? Ова е податок од следната книга, од вториот том на... Извини. Тоа веќе е податок од всушност од другата книга, таа што ќе излезе во Бугарија. И повеќето податоци ќе бидат именно таа книга што ќе излезе во Бугарија. Се објавува за прв пат. За прв пат читаме. Па да, тоа е спомен. Тоа е спомен кој што ми го даде човек кој што присуствувал на разговорот. За прв пат читаме. И само да појаснам, тоа е еден локален учител кој што дури доби некоја научна степен, кој што докажуваше, многу беше на страна на бугарштината, од тие што се докажува, Тасев, и тој собирал спомени за како била ситуацијата и сега ќе видиме разговара со една стара баба.
родена на самиот почеток на 20 век. Добро. Околу 1900 година и ја прашува разни работи. Тоа човекот кој што присуствувал таму и го памти многу добро, ми го раскаже смеејќи се, бидејќи било многу забавно за него. Ова е Сандански градот, Тоа во градот кој што си ти Сандански, роден и живееш. Бабаката од Сандански, кромидарка, демек од кромидарското маало, родена некаде на самиот почеток на 20 век. Во 1972 година во разговор со Христо Тасев, учител и истражувач од Сандански, автор на Борба за национална просвета в Мелнишкија крај, издадена во Софија 87 година, кој сакал да ги запише нејзините спомени. Тасев зборувал литературен бугарски, а бабата одговара на македонски дијалект. Според расказ на очевидец, Тасев прашал: "Вие грци ли бевте или бугари?" Таа одговорила: "Ние бевме бугари, оти сме од село. Но мојата дода 1920 некаде ојде в Џумаја и стана гркиња." Тасев: "Не е станала гркиња, бабо, останала си е бугарка." Бабаката му вели: "Абе како е останала бугарка? Гркиња стана, в град ојде." "Не бе, бабо, отишла е во градот, но си останала бугарка." Бабаката: "Абе тоа е улав, бе, одека ми го докарахте, как ќе останала бугарка като ојде у градо? Гркиња стана." Ова е за Бабаката кој што- се раскажала. Да. Ова е она за кој што зборуваме. Значи, бугарин значи селенец, грк значи граѓанин. Отиде во градот, значи стана грк. Немат етничка содржина. И тоа е дури и до 1972 година се уште А тоа е најмногу под влијание на Грција, фактички. не е јасно што е. Тоа се многу пати се Бидејќи бугар, случува. булгарос... Може да има нешто такво, но многу пати се случува поранешни империјални поими, од како ќе изгубат својата позиција да се трансформираат во некој вид социјални. тоа го зборувам. Да речеме за како римјанин во раниот среден век во некои делови на Франција значил селенец едноставно. На сличен начин се случило и тука. Тоа се два империјални поими и двата добиле нови социјални значења за да не исчезнат. Има Ево, таа денес тенденција. Роми потекнува, предпоставувам, од Рим. Изгледа не. Иако е добар начин да се спореди дека сигурно ромите не се наследници на ромеите, нели? Иако името изгледа толку многу слично, мислам дека од некој племе нивно, точно не сум запознан, но инаку да. Личи на такво нешто. Одиме понатаму? Не, сега нема да добро. читаме, сега значи што го видовме, мислиме е доволно јасно. Значењата на поими како вулгарос, болгари, И во бугари 72 година. се уште го памтат луѓето, уште не е искоренето, но до 1806 година тоа се единствените можни значења. Во Македонија други значења нема и многу често кога ќе се отвара некој училиште, некој подоцна ќе си спомни дека било бугарско примерно, ама тоа било црковно-словенско училиште или нешто такво. И сега тоа после се користи во модерно време, се каже, гледате, бугарски училиште цело време имало, нема што разборуваме. добро. Значи тоа се сосема два различни периоди во македонската историја. Пред 1860 и после 1860, бидејќи тука некаде ќе дојде се појави бугарска национална пропаганда и на почетокот луѓето нема да може да ја сватат дури како национално, бидејќи заради името тие се мешат. Тоа е словенско нешто доаѓа, нешто се прави црковно словенско. Но да почнеме конкретно да видиме за доаѓањето на бугарската национална пропаганда во некои места во Македонија и ќе почнеме со извор имаме Доцно доаѓање на бугарската национална пропаганда. Дописка од Кукуш. Да. Български книжици, издадени Цариград, 2 мај 1858, односно некој напис валјда во вест. некој од Кукуш испратил таму допис, еве сега што Ајде да видиме што кажал овој од Кукуш. Се собуди народното чувство и в тие страни, где оно досега спиеше глабок сон. Совсем беше подавено и заглушено од инородно. Така пред неколку месеци веде се българскиот јазик во училиштето и в црквите кукушки. Кукужаните до скоро време не толку не беха чуле никој пат словото Божие на природниот им јазик, но не знаеха бедните суштества ни оно на тој јазик. В такво исто безотрадно положение се находат и до днеска сите следујушти македонски епархии, имено Охридска, Битолска, Костурска, Магленска, Воденска, Струмичка, Поленинска, Мелниска, Сереска, Драмска и некои други. Вечна укоризна срам и стид ќе легнет на Охрид, Битоле и други поглавни градишта за нивното крајно закаснение в слепотата и заблуждението. Сега, тоа е важно, зашто прво признава дека до тогаш немало ништо. Таа народна искра, тоа народно сваќање го немало воопшто. Понатаму гледаме дека тие не знаеле на бугарски јазик ништо да кажат.
Сега ќе почнат прва да зборуваат за такви работи и гледаме дека тоа е бидејќи се введува од црквите, тоа всушност е сепак старословенскиот јазик. Но тоа е прв пробив навистина на бугарштината во тој град и започнуваат некои акции таму да се случуваат под влијание на конкретни луѓе. Сега немаме време да влеземе во сите, сакам понакратко да ги фатиме и сега се пробудува. И не само што сега се пробудува таму, тоа се донесува, не е пробудена, човек од надвор ја носи, но од друга страна гледаме се признава дека никаде на друго место практично во Македонија изброи сума епархии воопшто нема ништо такво. Значи бугарштината прво допиране во Македонија 1858 во Кукуш и сите работи што ги имаме пред тоа, ако сретнеме некаде болгарско и друго, тоа се тие за кои што зборувавме. Црковно-словенски така. И сега зошто е важно? 1858 година е 20 години пред создавањето на бугарска држава. Да. И во Македонија се уште немало ништо стигнато. А и скоро никаде се уште не е стигнато за прв пат. Фактички тоа е период кога Русија го подготвува својот... После Кримската војна, реално Русија ги отвори конзулати во Битола 1860 и ќе има големо влијание, ќе изборуваме и за руските конзули, и не само тие. Значи, ќе се судрат три различни интереси истовремено. Едната е на католичката пропаганда, која што сака да откине населението од Цареградската патријаршија и почнува да заложува на словенското население и почнува да се обидува на словенски јазик, да прави богослужба за да може да ги откине. Другите се протестантската пропаганда, која што исто наблегува многу мокно, дури се признаени како посебен протестантски милет во Турската империја. Тие пак имат интерес да го проповедат словото Божие на разбиралив јазик за луѓето, тоа е типично за протестантите, и на тој начин да ги спечелат, што пак е контра патријаршата, но најмокната и најсилна од сите овие фактори всушност е Русија, која што ќе види во тоа шанса да создаде тука држава влијание, сателит на Балканот. Со излез на топло море. Токму така. Значи тие три дека се вкрстат и фактички од нив ќе се роди на крајот ќе излезе бугарската држава и нација и црква, од сите овие превирани со голема сила од надвор. Да видиме сега потврдување на истото како Шапкарев доста поросна го доживува тоа, претерувајќи малце со датумите, но сепак ни дава добра слика на ситуацијата во Македонија во време кога тој бил учител таму. Шапкарев за положбата во Македонија до 1857 година. Во ниту едно од тие места во Македонија, каде што дотогаш се користеше грчкиот јазик во училиштата и црквите, бугарскиот јазик се уште не беше воведен, ниту пак некој воопшто имаше помислено за неговото воведување. Во времето опишано овде, ова е коментар, или... Не, тоа продолжува цитатот. Во времето опишано овде, од 1859 до 1861 година, освен во Струга во 1857 година, во Кукуш во 1858 и во Охрид во 1859 година, никаде на друго место во Македонија не се поставуваше прашањето за воведување на бугарскиот јазик во училиштата и црквите. Тука не зборуваме за оние места од кои тој никогаш не исчезнал. И апсолутно никаде немаше барање за бугарски владици, ниту пак постоја бугарски училишта надвор од оние места каде што првично имаше такви. Па дури и таму само првично според најстариот метод. Па ниту во Ресен и Крушево, иако тие припаѓа на истата Охридска епархија. Се започна од 1858 во Кукуш, а следната година, 1859 година, искрата полета во Охрид. Оттаму народниот пламен се ширеше низ целиот регион. Значи, потврдува истото што го видовме таму, но да кажам нешто за местата каде што секој пат постоело. Тој зборува за црковно-словенските училишта. Тоа сака да каже. Практично тоа. Тоа зборување доаѓа од истиот термин што го користи. Но навистина навлегување на некоја национална интерпретација на тој поем се случува именно после 1858 година за прв пат во Кукуш, после во другите места. Тоа што тој не е точен и го поправа Спространовски, прочитаме сега, е дека всушност толку рано во Охрид и Струга не се појавило, како што тој тврди. Порозно било. Спространов ги негира тврдењата на Шапкарев дека го имал воведено бугарскиот јазик во класните училишта во Охрид во 1859 година. Обаче современици тврдат, че совсем не е било така и че помен нямало за български јазик в класните училишта. Тоа е тоа. Односно современиците тврдат дека воопшто не било така и дека немало ни збор за воведување бугарски јазик во... Всушност, она што Шапкарев прави е едно претерување со заден датум. Романтизација. Сите преродбенци го прават малку или повеќе, бидејќи многу пати нивните спомени се пишувани со надежда добијат пензија. Тогаш немало пензија. И затоа се го преувеличуваат своето значење и тој го меша своето научување на бугарскиот јазик за кој што зборувавме под српски буквар, кој што тој го научил, всушност црковно-словенскиот, нели лично што го научил, можеби со некои пријатели спорил, тој го дава како воведување од на јазикот во тие училишта. И Спространов соодветно кој што познавал со време
современици, тие му кажа нема врска тоа. Не беше така, ние бевме таму, не беше така. Продолжувам. Да продолжиме сега за Охрид и Струга сега да видиме за првите училишта бугарски во наводници, бидејќи не е јасно црковно-словенски ли се или навистина се бугарски, бидејќи ние имаме случаи како во Скопје каде што наводно има такво училиште, но во тоа училиште не се учи никаде бугарска историја, ни ништо друго, се учи црковно-словенски, граматика се учи, такви работи. Значи тоа не се бугарски во класична смисла. Тоа е големиот проблем со сличниот збор кој што има веќе почнува да добива ново национално значење. Да видиме во Охрид. Зашто за оние кои не ја гледале претходната емисија, огромна заслуга има отоманската За милетскиот систем, да, тоа е клучно, но новите национални интерпретации навлегуваат у странци, кои што ги донесуваат и фактички има случаи дури во Бугарија каде што зачувани се записи од типот некоја жена го слуша даскалот како пее, тој учел во Русија, дошол, пее песни, некои таа леле, какви песни нови, убави, а вика ние некој само за Марко Крале и за Мечка Стрмница знаеме, вика, овие какви убави патриотски песни пеат. Фактички даскалот доаѓа да ги буди луѓето кои што никогаш не знаеле такви работи. Тој им воведува нова пропаганда, нова идеологија за која што тие не сонувале. Спространов за првото бугарско во наводници училиште во Охрид 1859-1860 година. Учителот Никола Мустрев дотогаш ниту помислил, нити сонувал некогаш да стане учител и да ја запали првата искра на народното чувство во Првата срцето. искра, пази, првата искра. Првата искра на своите сограѓани. Мустрев татко отишол во Зограф и по кратко време се вратил во Охрид натоварен со 2 или 3 товара бугарски и словенски книги и го отворил првото бугарско вечерно училиште во својот дом, чиј учител бил неговиот син Никола, кој бил вработен од Зограф за 6000 грошеви. Училиштето било затворено по една година од страна на властите, обвинувајќи ги за бунтовнички работи, што се решаваат во Мустреви по наредба од Русија и дека таму гореле ламби донесени дури од Москва. За ова биле во право. Па да, изгледа, сега јас не сум запознат точно со тоа, но Зограф ги носи, кој што е поврзан со Русија, изгледа Партени Зографски учествува во тоа, а тој бил доста како да кажам, високо етаблиран со Русија, бил некое време и служил во руската амбасада како свештеник, сум слушал дека исповедник бил дали на царицата во еден момент, тоа не го потврдувам, не сум сигурен, тоа само сум го читал. Но несомнено е дека ова е стартот на бугарската пропаганда. Да, тоа се први, но што е интересно во тоа? Прво што е прва искра, тоа е пак признание на ОГМ, но второ, што е бугарското во тоа? Практично ќе видиме сега Шапкарев како тоа го раскажа, реално тоа се црковно-словенски учебници. Ќе видиме дека тоа се Партениевите учебници кои што ние ги гледавме минатиот пат што представуваат, нели, 30 и колку страни црковно-словенски, 5 страни на локален македонски дијалект поуки и другото беше бугарските азбуки кои што се имало предвид руската граѓанска азбука и црковно-словенската азбука. Тие се учебниците кои што се учи во тоа бугарско училиште и практично се учи само да се чита, нели, ништо повеќе. Шапкарев за отворањето на Охридското училиште. Да, за истото. Последната 1859 година споменатите татко и син Мустреви, поттикнати и охрабрени од покојниот Партенија Зографски, подоцна Полјано Кукушки бугарски владика со кого имале писмени врски, отвориле вечерно приватно училиште во нивниот дом, во кое бесплатно и навечер под светлина на свеки учеле бугарско читање на црковни книги. Многу момчиња, дури и возрастни, научиле да читаат бугарско црковно читање, но повеќе немало кој да ги учи, бидејќи двајцата учители не можеле да одат подалеку од едноставно црковно читање. Какво е тоа бугарско училиште? Никакво реално погледнато. Ги учат како да читате, земете црковна книга сега, да може да ја прочитате. Толку. Тоа е се што учеле во тоа наводно бугарско училиште. Стефан Верковиќ за положбата во Серско. Да продолжуваме да гледаме како многу досна доаѓа на секаде пропагандата. До 1859 година. Верковиќ вели: генерално оваа словенска гранка имала најнесрекна судбина и од сите словени под турска власт најмногу заостанувала. Без никаква народна самостојност и свест, таа живее лишена од своите национални старешини, водачи и ментори. Дури неодамна во некои општини, националната свест се разбудила до таа мера што населението бара богослужби на разбирлив јазик. Да, тој работи во Серско, после 856 година и 7 и тие работи кои што ги кажува се однесуваат на оној крај на Македонија, југоисточниот, но гледаме и таму. Максимум за кој што спомнува дека некој побарал реално црковно-словенски во богослужбата. Сега да видиме, да поминеме конкретно на Битола, Добро. каква е состојбата таму според Шапкарев. Шапкарев вели:
за Битола до 860 година. До пред 1860 година бугарското чувство во Битола спиеше како Варухов или воопшто не постоеше, а ако постоеше таму не се осмелувало да се помрдне. Но околу ова време, не знам како, господин Васил Манчев, бугарин по потекло од Свиштов, имаше стигнато таму. Така, преку Васил Манчев, бугарското чувство за прв пат беше посејано во Битола. Тоа е толку јасно кажано. Од човек кој што многу добро знал што е во Битола, бидејќи учел и предавал фактички во Струга, во Охрид, и во Битола бил без да предава, подоцна ќе се врати да предава, па во Прилеп бил, човекот многу добро ги знае работите баш во тоа време. И сега зошто тогаш се појави тоа чувство? Затоа што во 1859 година орденот на лазаристите, католички орден, поврзан со Франција, решава за да ги откине овдешните словени од цариградските патриарши да воведе бугарскиот јазик, словенскиот јазик и да почне во нивната богослужба. И сега немајќи што да направи од каде, ќе го викнат овој што го спомна Манчев, кој што е бугарин од Свиштов. Значи човек од надвор доаѓа по покана на луѓе од надвор да се обиде да го наметне тука тоа за кое што тие се бават. Исклучително од странство доаѓа и сега ќе се развие понатаму исто. Зошто? Затоа што 1860 година се отвара рускиот конзулат во Битола. И првиот руски конзул Хитрово всушност ќе биде исклучително ентусиазиран за ширење и наметнување на бугарштината. Рускиот конзул во Битола, Хитрово за Манчев. Да, тој сега па го коментира Манчев. Го коментира Васил Манчев. Манчев на почетокот му бил како непријател, бидејќи бил со католиците. После меѓутоа нема да има проблем да се го купи на негова страна да помине. Да игра за Руси. Овој ќе биде. До 65 година тој е единствениот играч реално на бугарската пропаганда. Манчев досега успеа да го спечели општиот презир од страна на бугарите. Така ги викам месните луѓе. Значи успехот на таа бугарска пропаганда е толку голема. Го стекнал презирот што општ презир од добива, бугарите, да, кои што не се бугари. Да, кои што не се чувствуваат бугари. Тој уживал најнезавиден углед, бидејќи бугарите во градот знаеле дека тој нема своји убедувања и му служеше на лепавек исклучиво за пари. Рускиот дипломат верувал дека активностите на Манчев во самата Битола не можат да бидат опасни. Значи толку е успешноста во првите години на таа доаѓачка од надвор бугарска пропаганда. Но тука е момент за тоа викане бугари. Тоа е навистина интересно и многу луѓе се лажат кога ќе најдат тоа. Ги викат од надвор на тој начин, никој не се интересира како се чувстват самите тие. Гледаме од другите искажувања дека никој од овие луѓе пред тоа чувство спиел. Бабаката им објасни. Да, и тука самиот Шапкарев кажа, пред тоа спиеше Варухов сон, ако воопшто постоеше. Што значи тоа спиеш ако воопшто постоеше? Сега ние дојдовме и му дадовме име и вие вака ги се. И сега еве тоа се разбуди. Да. Како ако не постоело се разбуди? Ти си го вовел од некаде. И сега луѓето прават често таа грешка. Имаме надворешно именување и самосвест. Да, екзоним и ендоним. Сега во сите тие случаи кога и конзули и други, тие не се интересираат, ниту знаат што значи бугари. И јасно, и како знаеме дека не знаат, па самите бугарски преводбенци немаат идеја точно што е бугари. Има кавги во тоа време различни идеи кои се и кои не се бугарите. Има луѓе кои што сметат дека украинците се бугари исто. Видовме дека некои зборуваат за чесите и нивниот јазик и така, значи идејата што е бугари уште не е кристализирана. Таа чека уште години за да стане јасно што е. Во тој ран период дури за конзули и за други тие генерално користат поимот како што грците го користат сите словени во Отоманската империја, така што тоа генерално за нив е бугари. Што он зборува такви се. Ама тие не знаат дека се такви, ама тие не се викат такви. Можеби во Битола сигурно би се навредили ако им кажете бугари, затоа што тоа значи селани. Тоа не е битно. Мислам за таа супериорност на по-силните нации, по-етаблираните, поучените луѓе да не земат во предвид мислењето на локалните луѓе, бидејќи тие се прости. А како завзела толкава магнитуда или не е толкава? Нема магнитуда. Мисламе, гледаме дека во првите години кога доаѓа нема никаков ефект. Не сам да кажам за именувањето, пример, да го поедначиш словен славјан, кој што постои како термин, нели се користи, а некој да го едначи со. Па тоа го зборувавме, тоа се случило во Византиската империја. Така? Во Византиската империја кога поимот словен губи секое значење. Порано поимот словен се врзува конкретно со словенски племиња. Имаш многу словенски племиња и имаш потреба од поим со кој што да го изразиш. Меѓутоа во 11, особено во 12 век веќе немаш со што да го врзиш. Тие племиња не постојат повеќе, ако некаде има држави, тие веќе се оформени под своји имиња. Дали е Киевска Рус, дали е Хрватска. Тие се мал на Полска, мал број и се веќе јасно оформени. Нема потреба да се викат со тоа име и поимот почнува да губи значење. И тоа е карактерно за сите такви поими, тие си барат ново значење, како што зборувавме за грци, за бугари, мора да се најде ново значење или поимот да умре. И во овој случај се случува поимот да еволуира во два правци.
Едниот ќе биде со значење на роб, ама тоа во Византија нема да се задржи, бидејќи се наметне другото. Ќе се поврзе со Охридската архиепископија на цела Бугарија, која што Бугарија воопшто не ја вклучувала практично. Тоа се Србија, дел од Македонија и Албанија. И Босна. Тоа ќе порасна. Но да, во раниот период исто, значи тоа цела Бугарија, која што нема врска со идеја за цела Бугарија денеска, бидејќи единствена институција во која што се користи старословенскиот, во умот на византијците, особено соседните од Солун, тоа ќе биде станат исти поеми: словенски јазик, бугарски јазик, по името на институцијата. И наеднаш ќе се наметне бугарски и ово другото ќе го снема. И од тука тргнува во Византија, тоа го зборувавме минатиот пат во Византија и тоа го забележуваат многу научници. Примерно, во целиот среден век нема да најдеме поим српски јазик. Нема српски јазик. Бугарскиот јазик покрива се, и Србија, и Бугарија, и Македонија, дури во Мала Азија кажуваат, затоа е вулгарикоглоса. Толку е за нив. Готово. Немат тие веќе поим словенски јазик. И сега вулгарикоглоса. Да, тоа е бугарски јазик и тоа се однесува на сите словенски јазици на Балканот, дијалекти, не се оформени како јазици. И сега кои се оние интелигентните, оние со кои што комуницираат сите странци кога доаѓаат? Тоа е патриаршијата и нејзините истакнати луѓе кои што зборуваат грчки. Терминологијата вулгарикоглоса, или тие се вулгари тука, оттаму ќе помине кај овие. Кога тие прашуваат како е тука ситуацијата, кој ќе им го објасни? Не селанецот од Битола ќе објасни. Не бабаката. Да, бабаката нема да им објасни, ќе им објасни митрополитот на Серес, ќе им објасни архиепископот на Солун, некој од нив ќе им го објасни тоа нешто. И од тука тие кај нив влегува. Тоа нема никаква позадина дефиниција што сега е точно тоа, тоа тие што зборуваат словенски таму. Разбрано. Многу време ќе дојде за да може да се дефинира што е тоа бугари, именно зборувавме тој оби да се дефинира конкретно што е бугари, ќе доведе до голема кавга меѓу македонци и бугари. Ако е тоа е бугари, ние па не сакаме тогаш да бидеме. Така е. Сакав само да го повториме, затоа прашав за да ако некој не ја гледал минатата епизода да му стане јасно. Значи тоа е надворешно минување кое што не се ќе видиме многу пати. Тоа на многу места признаваат и бугарските преродбенци, луѓето не се чувствувале така. Тие според нив тоа се бугари, бидејќи би требало да бидат бугари. Ама чувството кај нив спиело, тие не знаеле дека се такви и така натаму. Така ги опишуваат. Одиме понатаму. Да. Рускиот конзул од Битола Хитрово исто. Да. Ова е некоја внатрешна Тие се преписки кои што тој ги праќа до некои од нив јас не можам 6 јуни 1864 година. Да, тоа е преписка. Првите обиди од страна на локалните бугари, вели Хитрово, да ја изјават својата народност, да се разбуди чувството за словенска народност во оваа област, каде што тоа досега дремеше. Еве го јој признава. Дури и во таа година, значи неколку години помина од како тврди Шапкарев дека до тогаш спиело. Не, гледаме дека се уште дреме, сега помина од спиење на дремење и први обиди има. Але шо биле битолчани, мајко му стара, задремани толку. Многу, тоа испаѓа. Па тоа е сите националисти одат во исправец, бидејќи кога почнува да го шират национализмот, луѓето обично се изненадени. Тие тоа не се го слушнале, не го знаеле, тие користеле разни поеми, меѓутоа многу пати се во различна содржина. И сега овие кога почнува да им објаснуваат, тие се судираат со комплетно неразбиране од народот. Генерално главната идентификација им била кон црквата. Да, конкретно христијани била главната. Ќе имаме и таа можност да видим каква била генералната. Не на сите, ма генерално ќе била свеста на луѓето пред сите тие работи. Тоа ако стигнеме денес, поверојатно ќе биде следниот пат. Но сите тие стигнале до заклучокот, не бе, овие се заспане. Ние знаеме какви сме, бидејќи ние сме учени. Ние учевме во Москва, ние учевме во Виена, ние знаеме какви сме тие. Ама овие се прости и заспани, треба да ги разбудиме. И од таму. Добро, супер. Писмо на Стефан Захариев. Кој е Стефан Захариев? Па овој интересен лик исто. Тој е од Пазарџик и тој учествува активно во ширење на бугарштината во Македонија. Ќе го сретнеме два пати. Едниот пат како ја носи бугарштината во Неврокоп, Гоце Делчев, и еден пат во Каракио и Солунско. Писмо на Стефан Захариев, 6 јануари 1863 година до Јоаким Груев во Пловдив. Да. Стефан пишува: со многу труд успеав да разбудам кај Пак сите ги будат. Многу заспан народ овде. Успеав да разбудам кај неврокопските заблудени во гаркоманството бугари да основаат таму едно бугарско училиште и им го испратив господин Тодор Ненов Манастирски, брат на господин Јурданов како нивен учител. Ова ново народно училиште мора да се поддржи, од кое со Божја помош се надеваме дека за кратко време ќе се разбудат и околните македонски епархии како бугари. Сега. Значи во Неврокоп, односно градот Гоце Делчев денешен во Пиринскиот дел на Македонија, имало грци, ама овој ги разбудил во бугари. Да. Според тие се заспани бугари кои што се мислеле за грци, до 1862 година за прв пат некој ги буди. Гледаме како годините се блиски. 6-та, па 62 Битола, па 62 ги гледаме сега. И пак кој ги буди?
некој што доаѓа од странство. Сега Така овој доаѓа е. од Пазарџик и не само што доаѓа од Пазарџик, туку и учителот што им го пратил од Велико Трново. Тој да ги буди како бугари. Сега да видиме Васил Кънчов како што ќе напише. Кој беше подоцна. Васил Кънчов? Па тој има две најсилни фигури на бугарската пропаганда од следниот период. Едниот не е толку познат, но е многу посилен, биејќи тој е идеолог и како да кажам, оперативец. Добро. Тој е Шопов. Тој ќе биде главен секретар на бугарската екзархија во многу долги години, после ќе биде бугарски дипломат во Солун. Значи тој е клучна фигура, една од најклучните, но тој е малце во позадина. А лицето на бугарската пропаганда ќе биде имено Васил Кънчов, затоа што ќе напише една етнографија на Македонија во која што користи еден многу прост метод како да ги направи луѓето бугари. Ако зборуваш словенски си бугарин, точка. Чиста Па сега помаците примерно кои што на крај паметна им доаѓале дека се бугари, сите се ставени како бугари. Луѓето од разни села без да се прашани какви се, сите се ставени како бугари. Може би поминале во српската пропаганда, не е битно, тие сепак се бугари и така создал тој својата нели етнографска карта со описи на Македонија кој што се смета за најавторитетна, иако секој што проверувал во конкретни места за кои што пишува, открива безброј многу грешки. Како може да смета за авторитетна мапа на човек кој што работи за држава, кој што има интерес да ја... Има интерес и тој дури е зачуван од воспомените на Иван Хаджи Николов, дека дошол во Солун како учител, бил учител таму во бугарската гимназија и зборувал дека дојдов во Македонија да правам бугари. Сосем отворено се изборувал за тоа. Значи тоа му била намената и тој напишал ова нешто, собирајќи податоци колку што можел. И затоа е најпознат. Сите цитират Кънчов, види како што Кънчов каже и така натаму. Добро, ајде да видиме што кажал Кънчов. Да, но е да ким што кажал за ова. Кънчов за Неврокопското бугарско училиште пишал. Тоа било отворено во 1863 година, кога некои првенци отишле во Пазарџик и го договориле Тодор Ненов да биде учител таму. Овој го видовме и погоре, нели? Да. Бугарското училиште било отворено во еден ан. Поминала околу една година и жителите на Неврокоп го донеле Атанас Бошков од Цариград како учител. Тој го отворил бугарското училиште во Штала, племна, и почнал да ги учи децата. Во Неврокоп веќе имало останато таблици од Ненов, а Бошков ги донел со себе учебниците што Груев ги испечатил во тоа време. Значи прво во кафана, после во Штала. Да, прво во кафана во една соба, после во Штала во една соба, во една племна. Значи тоа се гледа колку големи влијателни училишта се тоа и ќе видиме понатаму, не знам дали ќе имаме тука место, можеби ќе го стигнеме до таму, колку е слава таа општина. Луѓето треба да сватат дека општина во тоа време нема врска со тоа што значи сега општина. Сега зборуваме за општина на Штип, општина на тоа се како државни институции уфаќаат сите луѓе таму. Ова општина би можеле да ја преведеме како NGO, како организација, невладена организација. Значи си создале во рамки луѓе од некој наводен милец, си создале организација овде и таа организација функционира заедница. Бидејќи општина, општност, нели е заедница. Можеби како заедница може да така, се одговори. Да. Добро. Но таа може да само 10 души. Тоа може да се сосема мала организација. Но сепак се брои за општина, така. Одиме понатаму. Добро. Кузман Шапкарев за бугаризмот во Прилеп 1865 Само да завршам малце за тоа. Ајде, контекст. Значи, ова општина е толку слаба во Неврокоп што таа мора да бара помошти од секаде, дури од рускиот конзул ќе бара од Пловдив помошти, ќе бара да им се донесат облеки, ќе го видиме понатаму, ќе се жела дека тие од целата општина, сите села имат црковни камбани, само тие не може да си купат, па преку Веркович ќе барат буквари и така натаму. Значи тоа покажува и ќе видим понатаму колку е слава реално таа организација. Таа од секаде проси нешто да добие, за да може да направи нешто, но сепак нејзините успехи се скоро символични ако воопшто може да зборуваме за успеси. Океј. Шапкарев за бугаризмот во Прилеп 1865. Таму бил учител, така што би требало да знае. Во Прилеп, сепак народното чувство воопшто не беше развиено. Беше навистина чудно и несватливо да се гледаат бугарите во Прилеп. А тој знаел, нели? Да, дека се бугари, а тие не знаеле, ама сега тој поучен од нив. А тој кој го научил? Па тој учил, тој со Миладинов порано, тој па научил од овој Григорович, кој што дојде од Русија, 1829 година ли беше Венени. Било со 40 и некоја година. Григорович, да, кога е тука, кога почна да ровари. И плюс самите Миладиновци биле поврзани исклучително силно со руската пропаганда, со конзули, со амбасадори. Така еден ден ќе ги објасниме зборникот, односно български народни песни, какво значи? Не би сакал јас да го објаснам, јас тука само така се лизнам, така да се каже. Но несватливо вика да се гледаат бугарите во Прилеп. Како робски му се покоруваат на владика Грк, да немаат народно чувство, да не се свесни за своето народно достоинство и до ова 1865 година да не го познаваат и не го почитуваат споменот на бугарските рамноапостоли.
Тој ќе го напише порусна во Бугарија сето тоа. Иако ќе видиме дека тој е еден од македонистите всушност. Тие знаеле да пливат на две страни. Да, имал дводомни. Него го прават парче, а така нападот е против него кај Славеков и другите. Тој е еден од тие кои што се знаат по име. Па и Жизифов исто знаел, да. И гледаме Жизифов, тие се власи всушност. Како тие биле направени Бугари. Многу е матно на почетокот. И сега тука интересно е што во Прилеп всушност така наречените бугари всушност биле на страната на владиката. Власите биле против владиката таму. Тоа е многу интересна ситуација. Спротивни се. А владиката грк. Владиката грк. И сега тие сите фантазии за тоа како народот се борел против грк, тоа нема врска. Само ако владиката е калпав, навистина калпав, како што ќе биде во Охрид. Значи во Охрид еве сега може да го кажеме. Што значи калпав? Па расипан владика. Расипан владика. Значи во Охрид така наречениот бугарин бил нешто маргинално, нешто на крајот на градот, нешто кое што луѓето доаѓале да се насмеат бидејќи тоа е некој куриозитет. Немало никакво влијание. Ќе добие влијание зошто? Затоа што владиката Мелети се покаже дека е многу расипан. Тој ќе ги изнервира бескрајно граѓаните со две работи. Прво, со тоа што ќе се обиде да ги оплечка, да зголеми даноци и такси, и тоа е голем проблем за нив. И второ, соради својот скандалозен живот. Тој си држал жени кај него. И си живеел. Тој е монах, владика е, ама си има жени со кои што се спи. И го дере народот. И го дере народот, и за да е мала таа беля недоволна. Да, не, тој не е охригенец, се го избркале на крајот. Тој уште полошо кога ги викнал овие првенци за прв пат, ги навредил, многу понижувачки се однел со нив. Сега многу му се собрал. И од тука почнаа сите проблеми. И кога виделе дека се со години се бореле и ја молеле патриарше, деве заменете го. Заменете го, амен, заменете го. Но кога се видел дека нема да биде заменет, тога од очај се свртеле кон овие другите. Епа ако не може на тој начин, барем на тој начин да стане. Така, само на такви места реално ќе пробива бугаризмот, како во Кукуш примерно, таму исто има многу сериозни проблеми со владиката. На други места како во Мелник воопшто нема да може да пробијат. Владиката си е добар, си врши работата, сакаш на словенски, пеебе на словенски, кој те запира. Во Битола исто така. Во Прилеп нема ли проблем? Да, во Прилеп со битолски немаат проблем исто. Само каде што има такви проблеми, луѓето ќе се свртат во тој правец. Атанас Шопов, ова е ова е другиот за кој што кажам. Главниот, тој е како идеолог фактички. Идеологот, да, на пропагандата бугарска во Македонија. Да. Сега тој ќе опишува во еден свој материјал. За положбата во Солун пишува од материјали од 1885 година. Има книга, материјали за тоа. Вели вака, на еден или друг начин бугаризмот во Солун не постоел се до 1855-1860 година. Нели бе 1300 години историја сме, а? Се уште се блиску до времето и не може така директно. Точно, да, не може да се. Знае дека како било и сега што да кажем. Постоеше. Во Солун владеел молк. Омразата меѓу грците и бугарите се појавувала само таму каде што се разбудувала националната самосвест кај бугарите. Во Солун оваа самосвест не постоела се до 1856-60 година. Затоа немало ништо што би ги иритирало грците. Појавата на националната самосвест кај бугарите во Солун може да се каже започнала во 1865 година, кога девојката Славка Дангова, бугарка родом од Солун, која била од гркоманско семејство, отворила училиште. Неговото отворање воопшто немало влијание врз бугарите од Солун, бидејќи народната самосвест се уште не била разбудена кај нив. Мислам, тоа е толку јасно објаснување за ситуација пред 1806. Ова треба само да си има предвид кој го пишува ова. Ова не е бил француски дипломат, туку ова е идеологот на бугарската пропаганда. И тој убавото кај него е во тие негови книги, тој е голем прагматичар. Значи бидејќи тој сака да создава бугари реално погледнато. И тој не е Кънчов е пропагандист. Тој треба да ги представи како бугари за пред надворешниот свет, да се придобие. А овој пишува за внатрешна употреба. Како да ги направиме? Еве, ситуацијата е таква. Мора да каже, ситуацијата е трагична, ќе го сретнеме многу пати. Се дајте пари. Дајте пари да ја смениме. Мора да ја смениме како? Мора да манипулираме преку црквите, преку нешто друго, мора да правиме нешто. Стојко и денес истото го слушам го слушаш и ти сигурно по нивните дебатни емисии каде што не те викаат тебе што си жител на таа европска славна држава, мене па да ме викнат, боже пази, нели? Да. Туку ќе викнат Петар Колев, овој Виктор, како се викаше Виктор? Канзуров. Или Канзуров, овој Виктор, Демек Лучто е. Да. И сите кои ќе сакат упатуваат некои критички
апел до државата дека треба уште повеќе пари да вложи за да, нели, Па има една вистина во тоа. И сега тоа може некој да не му е пријатно, меѓутоа тоа е една стара традиција. Дај ми пари, дај ми се пари, чинам да българин. се чинам бугарин. Тоа е уште од времето на Стамболов и пред тоа но тоа денес им успева само вептен социјално неразвиени средини. Односно, разбирали во- еве во Пустец, Голо брдо, каде ќе успее, каде што се сиромашни и луѓе. купуваат со пасошите. Зошто не може да купат во Егејска Македонија? Никој. Зашо се, да, Многу побогати. Колку пари треба да му дадат на некој за да стане бугарин? манде каки тоа не постои. Нема шанси. Тука успеваат кај луѓе кои што мора да добие пасош за да иде да работи во Европа за обстановачка. Во Егеј се кријат клучеви за многу наводно спорни Да. ситуации. Тамо се гледа што е реално. Бидејќи пропагандата е едно, а реалноста е друго. Интересно е дека Бугарија Си ја чул ли ти минаха години на некој од панегюрите во Егејскиот дел на Македонија? Не мислам дека некој слушнал дека постои како песна. Не. Тоа е. Луѓето пеат што го сакат со срцето. Нема што им се кажува. Но сакав нешто да кажам, сега ме Оли. потсети. Значи јас работев извесно време како студент, преведував документи од Бугарско трговско агентство во Битола. Трговско е кодово название за всушност дипломатско агентство, но бидејќи се вазали на Турција, не може сега да е дипломатско, па е трговско. Добро. И сега таму имаше и од тамо и од Солон исто така сум работел некои работи. Интересно како тие работели, тоа е многу слично на тоа што го прават со пасошите сега. Тие, за да може да ги натерат, да речеме, србоманите во Порече, кои што биле повеќе со Србија, или во некои солонски села, да поминат во екзархијата и да се откажат од патриаршијата или од српската пропаганда, ги истражиле кои одат да работат во Бугарија сезонски, секоја година, или имат постојано таму роднини, па ги викнале и им објасниле дека ако сакате пак да работите овде, да имате дозвола за работење, ќе мора да поминете сите во екзархите да се пишете бугари. И после имаше неверојатни реакции од страна на солонскиот трговски агент како се чувствуваат измамени, бидејќи да, вистина е сите што работат во Бугарија поминаа во екзархијата сами без фамилиите. Селата остана со патриаршијата, овие кутрите единични стана бугари практично Буквално само и истиот, само. да. Истата работа од тога Истиот до сега. метод. Да, тоа е тоа. Океј. Океј. Одиме. Иван Апостоловски. Само да спомнам, ова што го читавме за Славка, ќе се вратиме на Славка и на брати, бидејќи се многу во пример Добро. подосна. Дангова, има семејство Дангови ден денес во Не знам, може па да имате врска. адвокатот Димитар Дангов. Немам идеја. Може да е совпаѓање. Иван Апостоловски за Караќој, Солунско, ове село. Тоа е, да, во Солонскиот крај. Иван Апостоловски. Тој е жив учесник во тие работи. Значи тука современи кој што учествувал зборува како бил, не е нешто друго. Во летото 1874 година, учителот Христо Захариев, Истиот од Пазар. истиот од Пазарџик, да, дошол во селото Киречкој, кое народот го нарекувал по старото име Варово, за да отвори бугарско училиште тука. Уапсен и одведен во Солун, таму му било речено дека треба да оди во Филибе, Пазарџик, односно Пазарџик, и таму да ги учи децата на бугарски јазик. Значи, објаснал на турските власти, дојдов да ги учам децата на бугарски. Ама турците се прагматични. Оди си, од кај си дојден, таму учи ги на Таму да бугарски. си Што ги правиш учиш. тука си дошол? Сватиле дека се шири овде пропаганда. 74 година во регионот на Солонско. Гледаме дека кога е тоа? Тоа е 4 години пред создавање на бугарска држава. Точно. Сега доаѓа бугарштината во солонските села. Писмо на... Тоа е интересно, бидејќи сега за прв пат ќе се чита тоа нешто. Тоа го добив од Егејска Македонија, од наши Да, луѓе. Екшису. Морав да го расчитам, бидејќи во оригинал многу тешко се читаше, ми го расчитав и сега да видиме во оригинал намерно го оставив. Може да ти е малку тешко за да види дека тоа е пишувано од најверојатно учител или човек што учел на источно бугарски. Значи тоа не е баш Ќе оригинално. дадам се од себе. Да. Него се обидувам само Горно Врбени. Тоа е Екшису на македонски. Да, на како. македонски како е добро. Писмо на селаните од Екшису, су е вода на турски, знам, значи е турски. Јас го знам како е Екшису селото, да, во Тегес. Горно Врбени, да знаеш. Добро. На грчки е Кој знае како е? некакво неро. Неро е вода, су. Вода, да. Превод е од Да, превод. турски. До Николаки Робев, Од фамилијата Робеви. Тие били исклучително. 4 декември 1881. 81 3 години после создавањето на бугарската Да. држава. И што спомнуват луѓето тука? Ние селаните од село Екшису, истина сега скоро има една година, време и повеќе, всички севкупно станавме бугари и припознахме светата ни екзархија, Само момент. Сите се вкупно станавме. Тие дури препознава дека не биле, сега станале. станавме дел од светата 18-та екзархија. година. Да, ќе преведувам симултано. Но во тоа време кога се пишавме бугари,
ниту и кажавме на полицијата, ниту оставивме некакво писмо, документ. Да, дека станале. Треба ли да им дадеме такво писмо во укјуматот? Да, укјуматот или не? Зашто сега гледаме дека че си дохождал, си донел? Да, доаѓа Леринскиот владика. Доаѓа Леринскиот владика, па та не стаха да не ни иска миријата за тие неколку години, да не се направи в селото ни некаква револуција. Сега, многу интересна ситуација. Што е работава? Миријата, тоа се владичкиот данок. Добро. Значи, тие станале бугари, ама никого не му кажале дека станале бугари и со тоа се ослободили од плаќање на владичина. Значи, имат економска амбиција. Ама сега се исплашени. Дојде Леринскиот владика и може би ќе им бара пари. Тие никаде не кажале дека се така. И сега ако назад им барат владичина за 2 години, ќе стане револуција во селото. Браво. И тоа е интересно, бидејќи тоа многу добро го опишува Шопов во негова книга во 1885 година, дека на многу места, ако ние побараме владичина, или ако ние побараме селаните да го платат учителот, или да го платат свештеникот, тие веднаш ќе се свртат кон патриаршите. Единствена причина поради која што се со екзархите да ги ослободат од давачките. И така се конкурира. Сите селани во еден период кажувале на вие сакате да бидеме со вас, кој ќе даде подобри услови? Ќе ни дадете учител, ќе бидеме со вас. А вие давате и свештеник, ќе бидеме со вас. А вие и црква ќе ни направите, не пак ќе се вратиме кај вас. Има дури Брейсфорд го опишува тоа како вика селаните си ги менува народноста по 2-3 пати во годината. Човек треба да знае од кај дува ветерот да им ја речем изреката. Значи, таква е била ситуацијата. Се било за економски добивки во 90 и повеќе постал случаите. И така било малтене. Да. На секој пат и денеска е така со разни проекти, со разни други можности, луѓето многу брзо се сфротуват и превртуват. Океј. Маргиналност на бугарската пропаганда, така се вика следниот поднаслов. Сега само да завршам со нешто, значи извини. Гледаме кога дошла на вистина бугарската пропаганда горе-долу во Македонија, тоа е 1860-70 тука некаде основно навлегува. И луѓето го знаеле. Сите тие што пишуваат блиску до време да си го кажуваат практично. Но подосна, бидејќи тоа звучи многу лошо, да кажеш дека таман пред да се создаде државата, се појави бугаризмот овде, беше донесен. Ќе се префрли како да е назад, искористувајќи ги сите овие работи за кои што зборувавме, милецкиот систем, употребата на болгарин или на бугари, за да кажат не бе, си постоеше. Сега ќе измислуваат историја, сеш да кажеш? Па не, тоа веќе е направено. Кога се зборува за бугарска преродба, се вклучуваат сите дамаскинари како да биле дел од таа преродба. Тоа е таа историја од 829-та или не? Па не, сакам да кажам, после ослободувањето на Бугарија, тие си ја преосмислиле назад историјата и ја продолжиле назад. Истото нешто е направено и со бугарската преродба, не во Македонија, со бугарската си во Бугарија, која што современиците памтеле дека почнала со книгите на Венелин. Не, никој Паисиј никој не го знаел. Стварно? Да. Ако нешто прочитале од Паисиј луѓето во време на вистинската преродба бугарска била преку една книга Царственик, која што била издадена на Христаки Павлович. Тој вклучил во внатре. Да, тој и кај Паисиј исто. Тие се преземени од Мавро Рубини и така натаму. Важното е луѓето него ни знаеле, никој немал идеја дека кој почнал некаква преродба. Преродбата започнала како и Васил Априлов и сите тогаш луѓе си кажувале од книгите на Венелин. Тие таму разбраа дека се бугари и затоа се сметало дека почеток на бугарската преродба е, да речеме, 1830-тите години. Историјата што ја напишал русинот Јури Венелин. Од Украина, русин, украинец, да не навлегуваме во спорни такви работи, не е битно тоа. Но важно е дека реално, навистина реално преродбата во интерес на царска Русија. Преродбата започнала навистина тогаш, затоа што тоа е реално движење. Книга се издава, некој чита, менова свест, па наоѓа начин да отвори училиште, нешто друго. Тоа го шири словото. Тоа е реален процес, не фикција која што сега ја создаваме. Дури поросна бугарски историчари како Дринов и други ќе го откријат Паисиј, па ќе кажат не бе, сега зошто така незгодно е странец да ни почнува преродбата. Не бе, беше наш човек, Паисиј беше. И се создават лажни идеи за преродба. Кога зборуваме на вистина за тие процеси, тоа се реални процеси со реални актери кои што се поврзани меѓу себе како движење и се знае кога почнува. Современиците знаеле. И со каков интерес на крајна денес? Да, и интересно како било. Во Бугарија знаеле дека 1830-те почнува со Венелин, а знаеле дека во Македонија тоа доаѓа околу 1860 и некоја година со
доагање на различни луѓе. Пред да ја ослободуваат русите Да, Бугарија. многу блиско. Тоа е многу брз процес. Наеднаш има голем интерес во странство кој што поддржува и започнува да се менуваат многу И работи. Сан Стефано, да не заборавиме, исто чив. Таа е проект. креирана исто така од страна на русите. Чисто ако некој нешто заборави. Сега да видиме, бидејќи зборувавме на колку е голема, сега еве дојде, ама колку е голема, неколку маркери, може Каков многу ефект да се збори. Колку има, е ефектот, да, дека всушност со еден збор маргинална. Комплетно. Веќе видовме неколку примери за тоа колку е маргинална во битолско, сега ќе продолжиме. И дека и во текот на 1860-тите години, првата деценија тоа се станало комплетно маргинално движење. Ајде сега да видиме. Славејков, Да, познатиот точно. Петко Рачев Славејков. Цариград, 30 декември 1806, иначе еден од најпознатите Најбугарски преводбенци во преводбенци, Бугарија. да. 30 декември 1867 година, валјда вестник Македонија. Не, Македонија, да. Година 2, број 5. Да. Македонија. Ова најстаро и најшироко гнездо на словенските општини на тракискиот, тоест балканскиот, твоја забелешка, полуостров, долго закопано со ѓубрето на грцизмот. Оваа лулка на културниот и историскиот живот на бугарите, запустена со години. Оваа година, ова гнездо започнува да се расчистува и животот во лулката да се развие. Во оваа земја, каде што од најстаро време, освен името бугари во устата на обичниот народ, со значење на страдалници, ништо друго бугарски не се Не се слушаше. слушаше. 1866 Како се залета, мислев, ке процути, а овај на крај виш слета. Две многу важни работи. Прво, до 1867 година, генерално Македонија, за редакторот на Вестникот Македонија, била комплетно заспана. Сега почна за прв пат да се буди. Овде Значи, бугарин како соционим го има, значил страдалник. тој го менува намерно. Тоа значи селенец кој што Именно. е тоа. Ама сега многу е незгодно да кажеш дека селенец значи. дека е ајде, прост, нека е страдалник кој ти многу селенец. страдал. Страдалник. Да, селаните страдат, многу работат. Да. Така е, ама не значил тоа. И ништо друго бугарски не се слушаше. Толку. Тоа е Како пресуда од Со ѓубрето на на грцизмот. грацизмот демек било А засипано. тие со што беа закопани во Бугарија? А? Добре. Ајде да видим пак него во 69. Славејков, 2 години подоцна. 2 години подоцна, 1869 година. Народниот дух што започна да се активира по овие земји, односно мисли на Македонија. Тоа значи Да. дека Сега почна да се активира. Почна да се 69. активира. Значи, до 67 го немаше, прва искра се појави, 69 почна да се почна да се активира. активира. Добро. Се имаме за книжарницата на Данов. Да, тоа е интересно. Таа книжарница постоела од 1867 до 1878 година како разгранок на книжарницата на Данов. Книжарницата таму била отворена во Пловдив, била најпозната книжарница за учебници во тоа време, ама учебници напишани на источно-бугарските наречија. И тој решил да испрати човек да отвори во Велес за да ги продава своите учебници овде. Тоа што ќе го видиме сега, ќе видиме колку таа била неуспешна како книжарница, меѓутоа таа е важна и за повторно нешто. Имено овој човек, судирајќи се тука со учебникарите во Македонија, влегле во остар конфликт со Шапкарев и со другите. Од тука тргнува оно кај Славеков што ќе стигне. Да, за Шапкарев критика. Шапкарев сега дори тргате ги овие книги, овие не се за тука, нели? Овој гневен како твоите па се за никаде, нели? И започна тој судира на кој јазик да се Да, предава. судирот меѓу И станува многу реално се во тој момент и наеднаш излегува македонистите на виделина, нели? Така доаѓа до тој процес, но ќе видиме колку реално Кој што викаш ти, кога не можеле да се договорат што значи бугарин во суштина. лесно е да викаме со некој си, да речеме, ако има некаде некој народ далеко кој што реши да се македонци, еве како хунзите да речеме дека се македонци, тие се македонци, на никој ништо не му е. Супер ни е. Ама ако треба заедно да решиме каков ќе биде едниот јазик македонски, ако треба да е јазикот на хунзите, ќе си имаме сериозен проблем. Така е, да. После тоа. Чекај Така сега, е. да. И кој знае што ќе стане? Дури полошо е овдека зашто се слични се јазиците, Да, словенски. ама сепак се не ги јазици. сакат, Ама не ги сепак не. не го сакат, да си Бидејќи сакат свој. одраз на посебноста е Да. еден од белезите на идентитетот, односно што би рекол Конески, јазикот е нашата единствена. Некои од тие така да ги наречени бугарски преводбенци во Македонија, кои што сите од нив имале фази, и про грчка, и про бугарски, и про словенски, и про македонски. Баба Ката. Да, баба Ката, да. Но сите тие, како да кажам, сите тие биле, не сите, некои од нив биле согласни да се направи бугарска нација ако е со македонски јазик и е со Охридска архиепископија. Ако тоа значи бугарин, окей. Ама ако бугарин значи нешто друго, не, благодариме многу, ние не сакаме да учествуваме во тоа. Си држеле на јазикот и црквата, тоа е тоа. Книжарницата на Данов во Велес. Да. 1867 до 1878 година. Во 1867 година, ако добро се сеќавам, господин Данов ме испрати од Узунџово со неколку товари книги во Велес, со наредба да отворам книжарница таму на негово име.
Книгите почнаа да се трошат малку по малку. И јас испрекав книги на кредит, на секаде по барање, до општини и наставници, бидејќи не беше можно да се купи во готово. Од оваа вересија, како што се знае, господин Данов изгуби многу пари. Ова е Милен Врабевски во денешно време. Па да, реално сите кажувале кога нудели книги, добро, интересна книга, може да заеме некој, ама никој не плаке после тоа. Напролет следната година, со дозвола од Данов, се вработив како директор во едно од училиштата во Велес, на западната страна од десниот брег на реката Вардар, бидејќи не можев да се издржувам само од профитот на книжарницата, која напротив губеше пари. Гледаме колку реално е силна книжарница, Да, таа не може да да, спечели пари, нели? Всушност почнаа да ево во период кај што нели се буделе, ги еве разбудиле, би требало да понудат луѓето желба да ги... Еве книги дојдоа, нели? Убави книги дојдоа. Всушност, почнаа да трошат помалку книги, но тоа не беше доволно. Мораше да помине време, мораа да чекаат со години за да пробијат пат. Да се заменат наусницата и псалтирот со нови бугарски учебници и само тогаш можевме да се надеваме на добра продажба и барем пристоен профит. Пак црковни. Значи, тоа е наусницата и псалтирот, тоа се двете основни книги кои што се учат во црковните келијни училишта. И се учат на црковно-словенски, тоа наусницата е часословот, познат како часослов, молитви во текот на денот, кои што се учат на памет, на уста. Да, наусница. Од таму е наусница и псалтирот, сите знаеме што е. Значи треба да ги затвориме келијните училишта, на друго место кажува и грчките училишта, па да може да се пробие бугаризмот. Има проблем. Вели, покрај тоа, секоја година на Прилепскиот Панагюр, книжарницата отвараше дуќан, добро снабден со разни книги. Оваа книжарница служеше повеќе за рекламирање отколку за продажба на книги, бидејќи имаше малку купувачи, а многу сеирџи, едва и можеше да се имаше малку купувачи, а многу сеирџи. Да. Едва и можеше да се соберат пари од продажбата за кирија и трошоци. Една од главните цели на книжарницата бе и грижата да се отварат бугарски училишта там дето ги нямаше, кај што ги немаше, да се замени часословот со нови книги, да се измести грчкиот јазик од училиштата во бугарските села и да се замени со бугарски, со целосно лека полека, цел отчасти лека полека се постигаше. Делумно. Делумно. Да, лека полека се постигнуваше. Една од главните цели на книжарницата беше, ова се преводот е долу. Да, сум заборавил да го ставам. Океј. Господин Данов веројатно не успеа да извлече никаква материјална корист од оваа книжарница, напротив големи загуби. Ама дека во Прилеп немало купувачи, туку сеирџи, и тоа не е само Прилеп, не е само Прилеп. Таму се собира на тој Панагюр од цела Западна Македонија и да си прават сир. Сега кажам да прилепчани како добри мајтапџи. Сега работава што е? Никаков успех. Толку години е тука, наводно во време кога веќе разбудена е бугарштината и само на загуба работат, не може да извадат пари за ништо и се судираат со огромен проблем. Сите луѓе користат црковно-словенски училишта. Ориентационо 18-19 минути. Да видиме сега. Терај си. Ајде да завршиме со имаме уште тука за Атанас Шопов. Стипендии. После одиме на руските конзули, ама нема да имаме време со нив како што се виде. Но ајде да видиме, и мислам дека Атанас Шопов за слабоста на бугарските позиции во Македонија. Атанас Шопов за слабоста на бугарските позиции во Македонија пред 1876, пред почетокот на руско-турска војна. Македонија едвај имаше успеано да ја крене главата. Едвај беше успеала да ја распали во македонецот искрата на националната свест, како што ја распалил Венелин кај нив. Меѓу македонците се имаше понадигнато и одредена интелигенција, која имаше отворено народни училишта, читалиште, кои се молеше и учеше на мајчин јазик и која во одредени случаи раководеше со масите. Оваа интелигенција била мала. Што сака да каже Па писател? сето ова за кое што зборувавме од 60-та година, нели се појават некои Мисли на бугарската интелигенција, на луѓето што тие ги пуштаат. Тие што ги пушти, тие што ги придобиле од овде. Во нивното движење, нели на некои места кажуваат тие дури на некои места ја воделе масата. Тоа се само во ситуации каде што има многу лош владика и луѓето оточени на крајот се поврзуваат со нив. Тоа се исклучително ретките случаи. Но надвор сето тоа се покажа. Сите зборуваат. Одвај се имаше појавено, одвај тоа стана. Некоја интелигенција се создаде. Тоа сите се многу мали зборови кои што пишуваат многу мали појави и на крајот има генералното признание. Ова интелигенција беше мала. Понатаму ќе изборува дека таа ја снемало со 76-та година. Она кое што следниот пат ќе може да зборуваме дека всушност малото нешто што успеало да се пробие со помош и на Русија и на други и на бугарска пропаганда во Македонија да се создаде, сето тоа ќе се нулира тотално во 76-78 година. Ќе ја снема. После тоа Бугарија треба да почне од нула пак да гради пропаганда во Македонија.
Но тоаш веќе се појавува и македонската револуционерна организација. Па таа ќе биде реакција всушност именно на бугарската и доаѓањето на српската пропаганда, нели тоа ќе она што ќе ги натера сега што правиме овде, тие ќе поделат земјата. Таа свест тие ќе поделат земјата всушност ќе предизвика ова реакција. Бидејќи македонците се покажале дури пред развојот на националната свест дека држат на јазикот, на црквата дека држат, но и македонското име со така држат на него и на целовитоста на Македонија по некоја причина. Не е јасно зошто. Па името не паднало од небо, Стојко, апсолутно дека не падна. на македонската револуционерна организација. И дури тие кои што се приклучили на бугарската пропаганда страшно многу држеле на името македонци. Да, може да бидат тие бугари, ама задолжително името македонци треба да се зачува. Македонија треба, ако јас станам во наводници бугарин, значи и Македонија треба да стане бугарска. Јас без Македонија никаде не одам. Тоа отприлика е идејата. Тоа е идентитетот Македонија. А Славејков ли беше кој што се жалеше од некои кои што му тврделе, ги нарекуваше со разни навредливи зборови за Александар и Филип, дека си споменувале, пееле песни за Александар Филип. Па тоа имаше за уште во тоа против македонистите што го пишува, ќе го прочитаме понатаму дека македонците тврдат дека се потомци на Александар Македонски. Така Славејков беше лут и нервозен. Кажува и тоа и во некои писма кои што исто ќе ги прочитаме. Бидејќи има една контроверза, кај нас беа објавени од Славко Димевски снимката писмата на Славејков по унијата во Македонија, нели, но беше обвинет дека тоа е фалсификат. Подоцна бугарска страна ги објави, и сега јас ги користам нивните писма кои што реално погледнато основните идеи поенти се истите. За сепаратизмот, како тие би го нарекле во Македонија, како сака да се издвојат од екзархите и зошто, и ќе видиме пак, бидејќи го претпочитат својот јазик, држат на своја црковна иерархија, Охридската архиепископија, нели, од тесната љубов кон својата татковина, и затоа што наводно некој им наметнувал, им подметнувал дека тие се потомци на Александар Македонски, значи се А нешто им наметнувал. Кој на пример би им наметнувал? Па има најразлични и тоа е интересно бидејќи постојано барат некој друг да е крив, не дека самите македонци. Па наводно грците, па наводно србите. Прашање, грците зошто би им наметнувале? Демек за да ја освојат Македонија? Во тој период не, во тој период. Зошто би им Ниту србите тогаш. Значи србите не се интересирале до Зошто па србите? Па немале причина, тоа е Нели прашањето е зошто? Не, зошто од гледна точка на Славејков и на другите, зошто? Затоа што нема други опции. Кој друг? Ама мора да има некое логично објаснување. Јас можам да објаснам зошто русите напишале бугарска историја. Многу лесно се објаснува. Не е прашање на објаснување, а обид да се најде извинување. Значи од гледна точка на Славејков и на другите, од каде на каде меѓу македонските бугари, демек наши, нели, сега се појавува или се шири или забележуваме идеја дека тие се посебни и се потомци на Александар Македонски. Тоа не може да е природна појава меѓу нив самите, иако спомнува дека нивна калпавост и најразлични други расипаност меѓу тие луѓе, неразбраност, дека тие шират таа идеја, но идејата мора да дојде некаде од надвор, некој непријател да ја посее. И нема многу опции. Има едно обвинување спрема Митхат Паша, дека го правил тоа во Солон кога бил Валија, има обвинување наводно против србите и наводно против грците, оти никој друг не остана. Кој друг би можел да го направи? На крај на денот Стојко една работа треба да имаме предвид. Кога Славејков пишувал нешто, тој не можел ни да замисли дека после 150 години ќе постои интернет, дигитални архиви, пристап до милиарда документи и дека сега некој ќе може да ја обсервира неговата работа или нели работата на сите бугарски пропагандисти, вака методолошки, како што ти за еден случај наоѓаш 5 извори, даваш контексти, толкуваш така натака. Тој мислел, јас напишам, поп ке крсти, готово. Чим се објави во тој еден вестник што го имаме во Цариград, сме го нарекле Македонија, завршена работа. Не е точка по въпроса. Да, и интересно е дека тој бил свесен и тоа се забележува кај многу бугарски пропагандисти до ден денешен. Тие се свесни дека нивните зборови може да бидат искористени против нив самите. И затоа тој го нарекува тоа прашање, македонското прашање, многу ранливо, болно прашање, кое што не требаше да се зборува за него. Ама заради неразумноста на еден наш колега од Вестник Право, тој излезе. На Мегдан и сега сакаме или не сакаме, мора да одговориме нешто по тоа прашање. Значи тој бил свесен дека тоа се многу деликатни работи и не треба да се зборува за тоа. И сега ние не стигнавме, но следниот пат ќе го прочитаме извори како всушност бугарска делегација оди кај грофот Игнатиев во време на Цариградската конференција, кога се дискутира создавање на две држави на Балканот. Едната на исток од Софија, другата е од Софија на запад и со Македонија. И како таа делегација го моли грофот Игнатиев тоа да не се прави во никој случај. Затоа што ако се направи така, тие се плашат дека во Македонија ќе надвладее македонската идеја и никогаш после ќе биде невозможно да се обединат тие две територии. Значи тие биле свесни за овие работи, ги забележале и ние ќе видиме како тие. Тоа го има запишано? Да, тоа е од рускиот гроф Игнатиев, кој што бил амбасадор во Цариград, тоа го пишува, ќе го прочитаме како писмо. Мајко. Да.
ќе видиме и други работи, како на некои места, само кога не се насети некој дека тоа е деликатно и не треба да се зборува, ќе го каже. Ќе прочитаме од еден многу влијателен бугарски преродбеник од после ослободувањето на Бугарија, 1878, веднаш од како е ослободена, значи тој пишува и така се подигрува со македонските българи, кои што си замислува дека се потомци на Александар и кои што затоа кога ги прашаш какви се, наместо ти кажат македонски бугарин, ти одговара јас сум македонец. И тоа е многу интересен момент. Овој ги смета за бугари, смета дека треба да се однесуваат на друг начин, ама признава во исто време дека овие луѓе, ако ги прашуваш какви се, кажуваат дека се македонци, се потомци на Александар Македонски. Дори мислам дека и Григоровиќ, рускиот емисар во Македонија, со намера да регрутира млада интелектуал, односно да ги едуцира одредени првенци кои што се истакнувале, ги земе да ги научи како што треба во Москва и да ги врати назад на терен за да ја шират потребната реално пропаганда, дека во куќата на Миладиновци се пееле, мислам, и песни дури за Може би, да. Тој спомнува дека двете, не сум слушнал повеќе попознати имиња во овие краишта, освен Александар Македонски и Марко Крале. Значи, во епот бил не само Марко Крале, како што е зачувано од тие што собирале песни, ама од панславистичка гледна точка ги собирале, туку и Александар Македонски. Би требало да е тука, ако е во право Григоровиќ. Што мислиш, еве, нека е за крај, бидејќи 7-8 минути имаме. Што сакаше да каже поранешниот премиер на Македонија, за жал, Љупчо Ѓоргиевски, со таа изјава дека треба малце, дека македонската нација произлегла од бугарската, но тоа било подолг процес, не од 45-та навака. Па дека излегува од бугарската, тоа не е точно, со сигурност. Дека процесот е многу подолг, не е 44-та година, тоа е точно. Македонската за нација, македонската нација. Да, само македонската нација, таа со сигурност тоа е долг процес на развој. Ние гледаме со сигурност дека е од 19 век и тоа подлабоко. Нешто повеќе, според една класична поделба на развојот на национализмот од Ерих Хобсбаум има три фази. И фаза А е кога е само интелектуално движење. Обичниот народ си го гледа животот, ама има некои интелектуалци нешто спорат, нешто прават, најрана фаза. После имаме многу важната фаза Б, која што е станува масовно меѓу народот. Последната фаза е кога се претвара веќе во држава има и државата го наметнува. Но клучна е фазата Б и имаме доста индици дека некаде меѓу 1878 или 1897 година Македонија влезена во фаза Б. И единствено кој што комплицира работите е грандиозното навлегување на бугарската пропаганда со огромни пари, грчката, а исто така и српската, и кои што создаваат институции, кои што произведуваат многу документи и кои што буквално ги затрупуваат архивите денеска, и не сите кои што истражуваат, а особено ако не се историчари, не може да сватат дека документите имаат различна тежина. Сега една институција произведува шаблон документи и може да ги произведе во милиони примероци. Тоа не значи дека секој таков документ има таа вредност како лично сведоштво на човек кој што сведочи против својот интерес. Таков документ има огромна тежина. Овие се фабрично производство, тие се за масова употреба. На таков начин, да речеме, и во Штипско може да се провери како православните цигани, кои што некои ги викат караци, исто така се поминати под екзархијата и се бугари. Секој кој што е под екзархијата е бугарин по автоматизам. На самите краштелни на екзархијата, во Штипскиот музеј може секој да види, е предходно напечатана народноста. Бугарин бугарка. Значи ти ако крстиш дете, ма како сака да биде во екзархијата, автоматски е бугарин бугарка, не може да се напише нешто друго. Затоа не е иста вредноста на документите и многу луѓе кога не се специјалисти, кога ги почнат да се бават со такви работи, едноставно одат на количина. Од таа страна имаме 300 документа, од таа страна имаме 10 документа. Добро, ма тие 10 се на луѓе кои што сведочат против својот интерес и за работи кои што лично ги преживеале. А ова другото е масовно производство од некоја институција која што вака ги штампала. На што може на што воопшто би го темелил своето спознание Љубчо Ѓоргиевски дека нашата нација потекнува од бугарската на подолг период? Тоа е всушност, сега не знам тој од каде го вади тоа, меѓутоа тоа е интересен момент во самата бугарска историографија. Во различни периоди имат различна позиција за потеклото на македонската нација. И сега во 46-та година тие прифатиле дека македонската нација и народ имат потекло уште од средниот век. Биле македонски словени на почетокот уште од времето на Пребонд, Хадсон и другите, после преку Свети Климент и Самуиловата држава и така натаму, тоа се развило доцна како нација.
Подосна, после информбирото, тие смениле позицијата и кажале добро, има македонска нација, ама таа се разви од бугарскиот народ, не од бугарската нација, од бугарскиот народ, кој што нели пред појавата на капитализмот беше народ, не нација, и до 1878 година сите беа бугарски народ, ние и тие, ама после бидејќи Берлинскиот конгрес создаде посебна бугарска држава, а Македонија имаше други услови на развој, револуционерна организација, тие постепено се развија како македонска нација, нели, во еден подолг бавен процес. И тоа ми наликува многу на ова теза, која што умре 58 до 63 година беше уништена, кога учајнички бара верзија за македонската нација која што да ја заштити Пиринска Македонија да не ја изгубат во некој начин и стигна на крајот до она кој што го гледаме од времето на Тодор Живков до денес. А тоа е да има македонска нација, ние ќе ја признаеме, ама само ако прифата дека се после 44-та само во рамките на Република Македонија и ако се реструктурираат на пробугарска основа. Да признаат бугарски корени, бугарска култура, бугарски јазик, се. Да признаат, па веќе може да кажа дека се нација после. Затоа е клучна нивната битка за јазикот, да многу е клучна. Да се убедуваме апсолутно. Тоа го забележавме и сега во таа нивна позиција од 2020 година има еден момент во кој што кажуваат не може да се признае овој јазик, нели, во Македонија за различен, затоа што тој јазик се зборува и во западните делови на Бугарија. А тоа всушност има голема длабочина тук. Една од основите заради кои што тие кажуваат не може да има македонско малцинство е тврдењето дека нема објективна основа да има такво, бидејќи јазикот е ист. А ако јазикот не е ист, ако македонскиот и бугарскиот се различни јазици, и ако како што признават македонскиот се зборува и во западните делови на Бугарија, мислат пред се Пиринска Македонија, тогаш ние имаме објективна основа да кажеме, ама ние зборуваме традиционално друг јазик. Според тоа ние сме различно малцинство и тие веќе немат аргумент. Затоа жестоко се борат на тоа никако не смее да се признае македонскиот јазик како посебен, затоа што тоа води до признавање на македонското малцинство после тоа. И воопшто до крах на целата ова пропаганда која што имаат создадено. Затоа гледаме дека цел свет, сите научни институции признаваат македонски јазик, реално. Да, сите научници, сите слависти во светот тоа го признаваат, никој не го спори воопшто, единствени само бугарските го спорат и тоа тие го постигнале преку физичко чистење на луѓето кои што признавале македонски јазик. Дина Станишева, мајката на Сергеј Станишев, губи работа затоа што признавала македонски јазик. Сега Станишев раскажува дека приказни, да. А исто така и други, како мислам дека беше член кореспондент на БАН Левков, кој што исто признавал македонски јазик, е пратен по пензија порано. Значи кога ќе ги исчистиш сите такви и кога ќе претвориш, и тоа го знам како внатрешна информација од човек што учествувал, кога сакаш да направиш аспирантура, што значи да почнеш научна кариера во Бугарија, нели, ограничени места има, и ако се јават неколку кандидати, на едниот, ако од македонскиот крај, му го постават прашањето што мисли за македонскиот јазик. Тоа е многу важно прашање. Ако се лизнеш на тоа. И ако се лизне како што една моја позната се лизнала, затоа што таа читала од Левков и му верувала, таа од тоа време била, и ги кажала неговите тези, автоматски таа јако била многу подобриот кандидат и изгубила. Другата започнала аспирантурата. Со такво вештачко подбирање, вештачка селекција, тие создале сегашната бугарска научна феља, која што се бави со македонскиот јазик и која што буквално се разбира дека не признава македонски. И таа е темелот на бугарската нација, бидејќи на секоја држава и треба некој наратив. Нели, како што на пример. Тоа е дел од наративот. Не дека им треба, не знам точно да објаснам зошто, но премногу македонци има таму кои што се Па затоа, за да им треба таков наратив за да нема чувство на подвоеност на ткивото. Затоа што ако многу тие луѓе што се на клучни позиции, веќе македонската нација биде признаена, малцинство се и се што, постои некаква опасност дека луѓето што се бугари по потекло без ништо македонско во нив да почнат да гледат со лошо око на такви луѓе и да сакат лека по лека да ги стиснат. Пример за тоа е уште 2-3 минути. Албанија кога се формира како држава, нели имаш геги и тоски, различни по многу основи. Не се тие баш најсличните племиња на свет. Да. Но затоа нивните преродбеници тогаш ја изнаоѓаат она приказна за илирите, која е сврзано ткиво, одат дури до антика за да им дадат сврзано ткиво и на едните и на другите, речат, добро, како што е, но ние имаме. Секоја нација мора да создаде таква приказна, која што да ги обедини. Мит се вика тоа. Да, точно. И секоја мора, секоја може, секоја дозволено, освен за нашата, бидејќи ние. Затоа, ние пречи, ние не сме во плановите на големите сили. Да, тоа е така, да сме не дека сме опасно за нив, не, ама сме на некој начин застанати малку на патот, надвор од тротоарот и сега тука пречиме да сме биле во плановите, ќе била поинаква работата. Ако бевме со тоа што го имало желба кај луѓето кон тоа име, кое што тежнееле, тоа ќе било
Инаку, нели, тоа и Черчил некаде го признава дека нашите во Втора светска војна од нигде никаде. Да. Никој не сакал да го даде тоа, ама сега што да правиш? И што? Ако сакаш македонците да се бијат на твоја страна. Затоа сами сме си избориле својата слобода, барем во врадарскиот дел на. И тоа е нешто позитивно што може да кажеме за нашата нација како развој. Таа е во најголема степен доколку што е можно да се каже за тоа за нација природно развој. Како отпор на други национализми било што, но основно доаѓа од натре како развој. Не е донесена идеја некој ја формирал во Виена или во Москва, па ни ја донел тука, како што сака да кажат наводно со Коминтерн, кој што нема врска никаква. Гледаме колку порано всушност имало таква свест овде. Кај нас се развива природно. Внатре во Македонија како резултат од локалните прилики и тежнење. Да си ми жив и здрав, ти благодарам на одвоеното време. Благодарам аз. Ти може би се нервираш, јас уживам што споро ни оди со материјалот, бидејќи секоја емисија сите учиме многу нови работи, секоја емисија е уживање да се следи и да се множат и да се множат и да се множат. Дај Боже, јас малку се нервирам, да, тоа е така затоа што јас не сакам да влегувам во зони каде што не сум тесен специјалист. Знам, разбирам, ама Сега тоа ми е од таа книга која што е научно популарна, направена за нашите во Пиринска Македонија, така што можам тука нешто да кажам, но повеќе би сакал да се држам на она се оригинална. разбира. Добро, па и поинтересно од друг аспект во средновековието да видиме. Да. Како Сите процесите се одвивале, како претеча на сето ова. Но е добро ова живење во паралелни реалности, бидејќи сликата станува комплетна. Стојко Стојков, искрено благодарам и се гледаме во следна прилика. Се гледаме со големо задоволство. Ви благодарам и вас што останавте до крај по нашата дружба со новиот член, надворешен член на бидејќи не живее во Македонија, мора да е надворешен член на Македонската академија на науки и уметности, професор доктор Стојко Стојков. До следната средба стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци. Добро Македонија, плавата горе.